Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа што е необично околу фактот дека станува спор е дека спорот со Грција, кој беше деценијски, се затвори со подпишување на еден договор, а со Бугарија се отвори спорот како се подпиша. Да, прво е подпишен договорот, да. па после тоа. Со Грција ние исто имаме обврска да организираме комисии за историја, за ревизија. Никој не зборува за тоа, тоа никој се занимава со тоа, ниту јавноста и политичарите вршат надзор и притисок кога ќе биде и кои какви резултати ќе имаме. Јас еве гледам, се уште ние имаме учебник по филозофија за гимназијско образование, каде зборот грчка филозофија воопшто не се спомнува. Се вика античка филозофија, но не се кажува каква античка. Зборот грчка се избегнува. Да, и ден денес имаме таков учебник, па се работи на тоа, се работи на ревизии, веројатно еден ден тој учебник ќе биде коригиран и така натаму, но нема пресија ни од грчка страна, ни од така наша страна. слично беше и со турците, например. Не пишува веќе турско робство по учебниците. Мислам дека е сврлено. Османлиско, веројатно, идеолошката димензија. Па и робство треба да се исфрли. Мислам дека во бугарските учебници пишува само османлиско владење. Па така е, мислам, техничкиот термин е империја. Значи, вие сте биле колонија, така, на определена империја. Ако не сте суверен субјект во рамки на една империја, која што знаеме што е дефиницијата на империја, еден етнос, ајде да речеме протонација држава, условно да го наречеме, излегува од своите рамки, освојува други територии, култури, јазици, религии и така натаму и ги прави дел од својата држава, тоа е империја, така, и најпрецизно искажано, техничкиот збор за тоа е владењето на Отоманската империја. Наместо робство, значи ние сме полни со национал-романтичарски патос, зборуваме за робство, за страданија, за клети турци, клети бугари и така натаму. Тие работи ќе ги зборуваме се пеглат не само кај нас, цивилизацијски се надградуваат и во учебниците на другите држави, или во Европа е така, на други места не знаеме како е. Меѓутоа, вакви спорови или вакви недоразбирања, вакви проблеми, не е ова специјално само на Македонија и Бугарија. Имаме Полска, Чешка, не знам. Французите и германците имат ли нешто или немат? Имаат, и ден денес го решаваат, не го решаваат, се случува процес на зближување и на надминување на взаимните непријателства. Тоа е процес, тоа не можете да кажете денес почна и го имаше тој зададен рок и заврши. Едноставно процесот мора постојано да трае. Француско-германското пријателство е процес што и ден денес трае. Главен... А историски најчесто биле непријатели они. Да, но не прогласиле дека го надминале непријателството, туку прогласиле дека има уште и уште да се работи. А проблемот е што они меѓусебно се признаваат како различни нации. Не викаат, макар што има германците и англичаните, јазикот. Делови од минатото. Карло Велики. Тука е еден од големите спорови. Французите викаат наше, германците викаат наше. Карло Велики етнички е очигледно германец, но факт е дека е основач на државата, на државноста, не на државата, на државноста на Франција. Ама значи, тоа се малку прозаично. Грците и англичаните или британците треба да спорат околу Джордж Гордон Бајрон, така? Да, така излегува. Во случајот со Карло Велики, навистина имаме и прашање на основоположништво на нечија државност, истовремено идентитет. И нормално нашле решение, формулација, кај што признаено е дека Карло Велики очигледно германофон, но од друга страна темелите на француската држава доаѓаат од него. Дури и првите неколку династии се германски, така што... Катерина Колозо, професорка, специјалност родови студии. Не, по тоа сум некако најпозната, ама не ме главна специјалност родови студии.
Јас Најпозната е по родовите студии. да, во Македонија, да, инаку вакво најмногу академски трудови имам објавено од област на филозофија. Тоа филозофија на субјективитет, филозофија на идентитет, политичка филозофија. Аха, филозофија на идентитет. Значи, вие сте Да. печени за нов член на комисијата. Па не знам, Таму некој треба и никош- методологија, им недостасува Да, методологија. па тоа сакав да кажам. Предметот што најдолго го држам јас, всушност не е родови студии, туку е епистемологија. Им фали процедура, они само... Па тоа е епистемологија, пошироката методолошка рамка. Баш тоа го предавам, така што таман се погоди да ме изрекламирам. Аха, значи и за идентитетите тоа ви е специјалност. Како се формираат идентитети, што значи идентитет? Субјективитет исто, да. И субјективитет. Ама субјективитетот повеќе инклинира кон индивидуалност, кон граѓански концепт некој, или се зборува и за национален субјективитет. Сите форми на себност. Например, сега живееме во ера, некој ќе ја нарече постмодерна, во ера кога во академијата доминантната рамка на толкување на идентитетите, феномените како идентитет, култура и така натаму е таа така наречена постструктуралистичка или конструктивистичка рамка. И таа вика секој идентитет е конструкт. Конструкт на општеството, на историјата, на општествениот момент или општествено-историскиот момент кој е даден и на дискурсот кој владее во тој миг. И идентитетите се конструкти. И заради тоа може да кажеме дека еве родово сме ова или она идентитетски, затоа што така сме се препознали. Контекстот е... Да, важно конструктивизмот е доминантната нишка во толкување. И од тие причини да речеме овие членови од двете страни на комисиите или со Преспа прво решението беше искрено кажано академско. Ние имавме многу дебати, да речеме чисто академски со луѓе како Костас Дузина кој беше председател на комисијата за надворешни работи на СИРИЗА и во владата беше. Баш во ерата која се решаваше проблемот со Преспа, ние со Костас, со други колеги кои беа од академски профил, прво имавме академски дискусии за тоа што е идентитетот, што е македонскиот, што е грчкиот идентитет, што е важно да се случува. Така може и македонците во Грција имаме сличен идентитет, јазик и други работи што не поврзуваат. Меѓутоа, имаме и многу различен идентитет. Ако не друго, ние сме израснати во една социјалистичка социјална средина, они во капиталистичка. Они се попредприемчиви од нас. Или биле подпредприемчиви. Веројатно и тоа игра некоја улога, иако и кај нив има национален романтизам кој е многу силен, има есенцијализам. Значи, вербата дека има некаква идентитетска есенција која се пренесува со милениуми, со столетија. Тоа е есенцијализам, наспроти тоа имате теорија на конструктивизам. До тоа сакам да стигнем. И теоријата на конструктивизмот е дека идентитетот е релативна работа, се конструкт, да, се гради, конструкт значи тоа... Се пишува, значи тука можеме и филозофски табула раза и дајте ми дете, јас ќе го изгледам како што сакам. Тие се тие филозофски Од прилика така, ама само тоа дете се само изградува од контекстот. Да речеме дискурсот или идентитетот разбран како ефект на дискурсот, значи конструкција. Како да го објасниме, ако дете македонче се роди и го однесеме во Германија, ќе стане повеќе германец отколку што ќе остане македонец? Да, по теоријата на конструктивизм. Да речеме така, но ќе наследи и во интимната сфера нешто од македонското, така што идентитетски ќе го има и тоа. А тоа е па од контекстот на семејството, од приватниот контекст, ама пак е тоа дискурс, пак е некој конструктивен. Сега доаѓаме до клучното прашање. Нигде никаде таков. Клучното прашање, колку ние заеднички сме се граделе со Бугарија, со бугарите? Затоа што ако толку многу сме се граделе заеднички, ние ќе сме имале сличен менталитет, слични обичаи, многу се разликуваме, слични митови, ние не знам дали имаме заеднички митови. Или годините на социјализам и поделеност, ние во Југославија, они во Бугарија и во Советскиот сојуз,
во Варшавскиот пакт го направиле свое. Јас не сум историчар, мене за тоа повеќе методолошки Не, низ призмата на теориите за идентитетот. Да, повеќе методолошки преку тие теории ме интересира. Значи се конструираме дадени од контекстот, во определен историски период сме можеле да бидеме дел од ист контекст, да нашите, да речеме, митови на градење нација да биле иманентно врзани со бугарските, можеле да бидат. Тоа не го минува фактот дека ние сега сме нешто засебно. Од друга страна, тоа па не им дава право на бугарите да судат од кој миг натаму ние сме нешто засебно. Зависи колку назад се враќа во историјата. Да, и во правни документи да декларира тука мене пак методолошкиот проблем, методолошки во смисла како се води процесот. Ние заради тоа со овој проект во кој што работиме со Стефан, Љупчо и другите соговорници што ќе бидат овде кој се вика Авени на соработка, ние заради тоа се занимаваме пред се со методата на процесот. Како се води процесот? Прво, имате декларација на бугарски парламент, имате резолуција на македонски парламент. Парламентите однапред и задаваат на науката кои се академските, научните црвени линии. Бугарија вика настанала од 44-та, иако морам да кажам дека бугарскиот документ е политички поиздржан од нашиот. Што значи тоа? Затоа што користи политичка терминологија. Не навлегува во есенции на идентитети, не зборува за гордост и автохтоност и не знам што. Какви се само ако е политички, тогаш многу полесно може од научната фела да се отфрли, ако прво во таа смисла е поголен, затоа што може да кажете извинете, овој дискурс не се аплицира на нас. Второ, единственото нешто кај што директно влегува во територија на наука и на што мора да му се искрено кога го дам комплиментов, сакам повеќе е комплимент во смисла на манеризмот, како е направен. И како вешто е направен, звучи како политички документ, додека нашиот звучи како поезија напишана од членови на МАНУ. Нашиот МАНУ го пишуваше, да. Па така звучи добро, погодев, значи не знаев кој е автор, ама предлогот е да, стилски звучи. Или така. луѓе од МАНУ. Ние сме автохтона нација, знаете ли што е тоа да изговарате во парламент дека сте автохтона? Прво звучи, се го критикувам нашиот. Прво звучи нацистички. Не сам што е тоа автохтона. Ние од секогаш сме биле овде. Со векови од оваа земја сме. Тоа значи дека ако си дојденец, ако не си со векови од тука и така натаму, дека си поинфериорен или што. Ние сме, да, стои збор, автохтоност. Како и да е, таму имате една поезија, проза. Значи, американците се најхендикепирани, они се политичка нација, они не се автохтони. Така испаѓа, да. Индијанците се автохтони, или? Да, баш така. Во Америка индијанците се автохтони. А власта не е автохтона и го признава тоа. Не се порабувачите. Они се дојдани, очигледно, некогашна колонија која стекнала независност. Како и да е, и двата документа се неприфатливи, затоа што и двата документа, и бугарската декларација на парламентот, јас само реков за неа е повешто напишана, затоа што во Брисел може повешто полесно да помине од нашава поезија. Барем иако пак и на Брисел нема јасно што сакаат бугарите. Они постојано го повторуваат тоа прашање самата бугарска елита, јавност и елитата и јавноста, дека Европа не ги разбира. Сакам да кажам дека Европа со право не ги разбира, затоа што се мешаат во идентитетски теми, отвараат идентитетски прашања на науката и наложуваат дискретно што да прави, тоа е се спакувано во еден политички документ. И сега на Европа не е јасно што сакаат бугарите, затоа што бугарите јасно не кажуваат што сакаат. Јасно не кажуваат затоа што е политички непристојно да го изговорат тоа. Дека сакаат историските комисии, односно тие мултидисциплинарни комисии, да прогласат дека македонска нација нема пред 1944. Што е, нели,
неприфатливо, затоа што е упад на политиката во академијата. Како ќе наложите вие на академијата, која една единствена научна вистина да ја прифати и прогласи за точна. Еве и јазик ќе дадеме, и не знам што ќе дадеме, историја ќе дадеме, и што ќе сакаат уште. Ќе сакаат територијата да ја освојат. Според мене, со ова однесување на Бугарија, со ветото кое што го поставија и со постојаното менување на барањата и незадоволството со кое им е недефинирано од исполнувањето на договорот, а од друга страна има договор во кој што се признава дека имаме заедничка историја. Значи, тој договор не им е доволен, прогласуваат незадоволство од реализирањето на тој договор. Што треба да се реализира во однос на историјата? Да се ревидираат евентуално учебниците. Мислам дека се дури сосема свесни дека тоа е процес кој траен и не е само прашање на честување на заеднички моменти од минатото и личности, туку е и ревизијата на учебниците и свесни се дека тој процес трае. Мој впечаток е дека сили кои што се спротивставуваат на нашето пристапување во ЕУ се зад ова вето и глумат силен национализам во Бугарија. Мене ми се чини утре сите да признаеме дека еве ние сме българи и немаме македонски јазик, говориме како го нарекоа. Тие сили се само в Бугарија или кај нас се тука моќни, јаки? Мислам дека се и кај нас. Мислам дека тоа се заедно работат. Да, јас би рекла дека заедно. Зборат дека немаме заедничка историја, а заедничка сега што стима тие. Да. Мој впечаток е тоа. Значи ја не ќе да влегувам во теории на заговор, но ја мислам дека и бугарските елити, дел од нив, значи глумат силен национализам, глумат дека бараат не знам кој степен на признание или забрзана ревизија на учебниците и така натаму. Всушност не е дефинирано што бараат. Заради тоа на Брисел постојано не му е јасно што бараат. Мислам дека тие само глумат пренагласен национализам. Суштината е дека за тоа само се случува едно кочење на нашиот процес на пристапување кон ЕУ. Што е ползата? Кој има полза од тоа? Јас не знам. Ја имате од другата страна, значи за цело време варијантата на отворен Балкан предводена од Вучич, така што почнам да се прашувам дали и во Бугарија нема сили кои што работат во полза на Вучич и доминацијата на Србија во регионот и создавање на еден вид мини пост Југославија. Мислам, тука комплетно шпекулирам, свесна сум дека шпекулирам, не би го кажал ова сериозно во научен труд и така натаму, звучи како теорија на заговор, но тоа што сакам да го кажам изговарајќи го ова е дека некому во двете земји му одговара да се успори нашето пристапување кон ЕУ. Зошто? Кои се тие луѓе? Сакаат да останеме сами, да пропаднеме, да не поделат. Сакаат да бидеме со Србија, сакаат да бидеме со Русија. Што сакаат? Или пак ако влезат во Европска унија, бизнисот нема да им оди. Што е работата? Најверојатно последните две, не знам. Не смееме ние пред Србија, не смееме без Србија, веројатно. Да не заборавиме. А србите нели не сакаат, они се пријателски со нас? Па да. Заради тоа, не знам. Ние имаме еден втор дел од тоа референдумско прашање од 91 беше или 92 кој не е исполнет, нели? Дали сте за... Да, дали сте за независна Република Македонија со право за повторен влез во осојузување, да, влегување во сојуз. Југославија, баш Југославија стои. Она што е некогашната федерација. Така што ние тука само шпекулираме, не знам, но дефинитивно и не знам кои се мотивите, како што рековме, дали Србија, дали Русија стои за ова, дали некои други сили, интереси, дали комбинација на сето тоа, но јас не гледам пренагласени за тоа и пред малку кажав, мене ми е чуден овој шифт кон прашањата на правата на бугарите во Македонија. Дури не ми изгледа доволно националистички, да беше Радев толкав националистки се фиксираше на историјата,
а не на малцинството, според мене. Ја не ја гледам... Че ова се димни завеси повеќе. Да, димни завеси, ја не ја гледам димни завеси за некои други мотиви. Затоа што националистички порив ќе имаше кога нивното инсистирање би било идентитетско. И не знам, практично да не стават во ќош да признаеме дека ете ние сме българи, но јас имам впечаток дека и тоа да го направиме на нив нема да биде доволно. Заради тоа ја имам, како што реков, впечаток дека од двете страни се работи на успорување на процесот на пристапување кон ЕУ. Еве, многу е тешко да се дефинира, еве ги гледате и слушателите сите нагаѓаат и сите ние кои што истражуваме нагаѓаме што впрочем сакаат бугарите од националистичка гледна точка, од гледна точка на историјата. Апсолутно не е јасно што сакаат. Стадион. Емисија за вашата вистина.